Дефинитивно настанот кој го одбележа вчерашниот ден и која потреса јавноста е случајот од скопската населба Хиподром, кога мајка си го фрли своето дете од четвртиот спрат, пошто и самата скокна од прозорецот од зградата во која живеат. Кои може да се причините за ваквиот трагичен настан и како децата да се заштитат од семејното насилство? Токму на оваа тема во овие вести разговараме со Јана Зенговска од детската амбасада Меѓаши. Најнапред, добро вечер и добродојдовте во дневникот на Канал 5. Јана, она што сите се прашуваат е како е возможно една мајка да направи ваков грозоморен чин? Кои може да се причините за тоа? Еве, кој е вашето објаснување? Така, постојат повеќе причини за не единствен пример за жал во кој што мајка се обидела да го убие своето дете па да изврши самоубиство. Еден од тие причини е депресија, ментално здравје на мајката која што претходно стресни ситуации, имаше информации дека може би била жртва на семејно насилство. Некои од мајките кои што имаат депресивно однесување, најчесто се обидуваат да го убијат своето дете со цел да му сметаат дека смртта е подобра опција за детето него да го живее животот. Потоа имаме несакани деца, каде што немало ни добра преднатална нега и тие деца се континуирано злоставувани и злоупотребувани, што се нарушува нивното физичко здравје, може да дојде убиство или па самоубиство и обид за убиство поради свртување на вниманието за одмазда на партнерот или семејството, за емотивно да му се осветат. Сега денеска од клиниката информираат дека детето е успешно оперирано, е во добра здравствена состојба, меѓутоа каква ќе биде неговата психичка состојба во иднина? Можно ли ова дете понатаму да има трауми и последици од она што го преживеа? Трауми секако ќе има. На 6 години дете е свесно за тоа што му се случувало. Потоа периодот во кој што мајката се обидела да го заштити па да го се обиде да го фрли од терасата е доволен период во кој што на детето му оставиле длабоки последици. Мајката е модел на безбедност и заштита на детето. Меѓутоа, од информациите кои што претходно ги имавме од медиумите се дека таа била заштитничка мајка и се интересирала за детето. Така да поголем шок ќе биде за детето некој кој што го заштитувал и го сакал да се обиде да го вие. Јана, јас ви благодарам многу за разговорот и за тоа што бевте дел од овој дневник на Канал 5.